идејата за некоја форма за работа долго тлееше во мене, нешто што ќе биде надвор од наставата. Иако читањето е активност која што е врзана за самиот мој предмет. Првите чекори за формирање на клубот не се случија токму во оваа библиотека. Добивме идеја прво да најдеме некоја катче кое што ќе биде наше. Тука во библиотеката првите чекори беа приуредување на библиотеката. Сите беа ентузијасти, сакаа да работат, направивме сопствено лого. Имаме своја максима, направивме максима, нашата максима е читай, чувствувај, учи. И така започнавме со активности. Мислам дека читателскиот клуб има многу големо влијание врз мене и со предизвик од 15 минути читање на ден, со што започнав навистина да читам и можам да кажем дека има едно позитивно влијание со кое го развив и својот речник, својот ум и се надевам дека ќе помогне и на другите да почнат да читаат. Свесни сме и јас и учениците дека денеска не се чита многу и дека токму интернетот е тој преку кој што се добиваат брзи информации, се читаат кратки текстови, меѓутоа настојуваме колку што е можно да укажеме на тоа дека читањето на книга, класично читање на книга е нешто кое што е многу важно за развојот на младиот човек. И затоа и преземаме такви акции како што ме праша за читај 15 минути на ден, иако не ни се секогаш успешни, ама се трудиме да ги правиме. Тоа се обично предизвици кои што ги земаме како за еден месец и учениците сами избираат книга и се обидуваат да ја практикуваат навиката да читаат 15 минути на ден, да водат дневник, да пребележуваат за тоа и потоа на крајот ги сумираме резултатите колку сето тоа не е успешно. Го најдов читателскиот клуб измеѓу две корице на средното училиште Тин Ујевиќ во Вргорец во Хрватска и воспоставивме комуникација и нашиот клуб паралелно споделува активности со читателски клуб кој што е надвор од Македонија и тоа ни е многу убаво искуство, една работа која што ја негуваме во тие наши односи и споделувања. И нешто кое што исто така овозможува да учениците имаат, стекнуваат и видуваат некои искуства надвор од нашата држава, како сите тие активности течат, да речеме, во нивниот читателски клуб. Вистинската книга пред себе не ја зменува ништо. Книгата епика никако спонтано ни се појави на часовите од теорија на литература, кога зборувавме за наратор, нарација, лик, композиција. Некако спонтано се наметна идејата да напишеме нешто заедничко и точно и се сеќавам дека во второ 2 клас ја кажав идејата, децата ја прифатија воодушевувачки, мене ми тоа беше навистина восхитувачки момент. Исто така имавме соработка при издавањето на нашата книга Епика. Професорката која што го води читателскиот клуб беше рецензентка на нашата книга. Палма Толич, професор советник по хрватски јазик и книжевност. Ке пишуваме за нашиот град Пробиштип преку писмо упатено до пријател, во кое што ги опишуваат сите нешта кои што се специфични за нашиот град. Денеска во ова време кога го имате ChatGPT на кое што лесно може да му зададете некои задачи и да ви веднаш напише нешто, секој може да преземе улога да твори. Меѓутоа ние настојувавме да бидеме оригинални, креативни. Мојата главен поттик беше во тоа да бидат колку што е можно поавтентични, заради тоа што дефинитивно на што е напишано од човек е различно од тоа што се нуди со вештачката интелигенција.
Јас се воодушевав на сите оние оригинални текстови кои што искрено беа напишани од моите ученици. Имавме многу проекти во изминативе 2 години, од кои еден од моите омилени е проектот Големи и мали, каде што во октомври месец, кој што е месец на книгата, одиме во градинка и се трудиме на малите дечиња уште од рана возраст да го развиеме развојот за читање, кој што сметам дека е навистина важен и ми инспирираше со тоа да потикнам некој што од мала возраст да почне да чита. Омилен дел ми е кога читаме книга по слободен избор, каде што поасно со помош на професорката изработуваме презентации, каде што најќе го истакнувам компаративниот период. Тој ми е најинтересен, највозбудлив дел, каде што треба да ги споредиме книгите.